Во новото издание на Трилинг, еве што ќе гледате. Јас мислам дека решението не е тоа. Мислам дека сепак природниот газ како еколошко гориво треба да се користи во овој период нареден за производство на топлинска енергија. Јас се надевам и мислам дека во текот на следнава зима ќе успееме да произведеме онолку електрична енергија колку што ќе бидат потребите на домаќинствата и на малите потрошувачи. Цените на електрична енергија на европските берзи, на берзите во регионот не се така високи како што беа во претходните 3-4 месеци. Се доведовме до состојба дека неказнивоста станува модел на владење. Пријавување на тоа дека има некој зголемено, енормно зголемување на својот имот визави своите приходи, еднакво треба да важи како за секое едно избрано именувано лице, така и за секој еден граѓанин. Българија е центар на хибридните войни, хибридните атаки и потребната дејност, да го кажем така, срещу останалите балкански страни и срещу, в това число и срещу Македонија. У Европској унiji постои висок степен сагласности око тога шта Србија треба да уради. И то nije само Европска унија, то су и Сјединjene државе и тај притисак према Србији неće попустити. Вие сте со новото издание на Трилинг, добро вечер. Честите посети на фон дер Лајен е дипломатски, па и личен показ дека германската политичарка сака да биде и премиерка на Македонија во Европската унија. Обезбедени се 80 милиони евра за буџетска поддршка во совладувањето на енергетската криза. Следува и стимулација за инвестиции во обновливи извори на енергија. Сега е до домашните политички и економски фактори. Што тие може да направат за државата, како што велеше Кенеди? Ке зајде сонцето за фотоволтаична експансија и него не умееме да го користиме. Зошто полесно е да сте на државни јасли, а профитите и дивидендите од изминатите 5 години да бидат само твои, неволите пак само на државата. Така бизнис и баба ми знаеше да прави. Кога ќе изедевме се што донел дедо ми, таа одново и одново прашуваше кога ќе ја поправиме куќата. Фон дер Лајен е и со нов тест за македонската политичка издржливост. Кога бугарите во македонскиот устав уште постојат скрупули кон правата на нашите сограѓани, колку и да бидат како малцинство. Европремиерката со нов институционален доказ и показ за жилавоста на македонскиот јазик. Фронтекс пак ќе биде на границата со Грција, кон која се движи нов бранд бегалци. Подпишаниот договор со ЕУ е на македонски јазик и тоа е факт. Наспроти тоа се националистичките изјави на БЕС дека Македонија е продадена или дека таа е дел од Пиринска Македонија во Бугарија. Замолчувањето дома го прави прегласен еден бесен антимакедонски радикал во Европарламентот. Не знам зошто толкова важност му се придава на секој збор од Џамбаски. Тој бугарин, наш или баш Џамбаски, се однесува кон добрососедството меѓу Бугарија и Македонија. А да го игнорираме, можеби ќе биде добро за македонските медиуми. Вака, како се почесто му даваме акцент, така се станува погласен во јавноста. Гледате уште едно издание ново на Трилинг. Следете не. Фон дер Лајен замина од Скопје со два конкретни предлози. Едниот директен и оперативен. 80 милиони евра буџетска поддршка во справувањето со енергетската криза. Вториот е најава за можно финансирање за долгорочни проекти во енергетиката, пред се во така наречената зелена енергија. Но високата европска представничка ја зачекавме и ја начекавме со надеж и стравување дека газ и нафта ќе има за енергетските капацитети и топланата. Стравувањата се дали и колку државата ќе финансира и други инструменти за непосредна помош за големите потрошувачи на слободниот пазар. Во ово издание на Трилинг мој соговорник е професорот Драган Миновски, кој во еден период беше и директор на АД-ЕСМ. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Благодарам за поканата. Господин Миновски, како ги толкувате пораките од фон дер Лајен и дали она што начално го баравме од Брисел го добивме? 80 милиони евра помош за санирање или за ублажување на последиците од енергетската криза. Дали ова ќе биде доволна сума на средства и колку за да се ублажат последиците?
Пред се пораките од претседателката фон дер Лајен ги разбирам како обединувачки, како пораки кои даваат надеж на нашиот европски пат. Искрено затоа што веќе се осеќа една енергија на сплотеност во рамките на Европската унија, меѓутоа и во рамките на европскиот континент. Во делот на, да кажам, грант, средствата одобрени од страна на Европската унија во висина од 80 милиони евра, дали се тоа доволно или не, сето тоа е, како да кажам, сето тоа е во рамките на оние, да кажам, можности што во моментот ги има и самата Европска унија. Да не забораваме дека и внатре во самата Европска унија има исто така проблеми кои се поврзани во делот на енергетиката. Самите земји меѓусебно си помагаат, меѓутоа сепак Европската унија најде за сходно и сила да помогне на другите аспиранти, да кажам, членки за од другите земји кои сакаат да и во наредниот период се стремат да станат членки на Европската унија. И не би рекол дека се само тие 80 милиони евра. Значи 80 милиони евра беа директни средства кои како средства влегуваат во буџетот веднаш, веќе од јануари наредната година, и кои се за поддршка на ранливите категории граѓани, поддршка за граѓаните, поддршка за малите и микро компаниите, меѓутоа и за македонската економија во целост, во делот на енергетиката, за да успешно се справи со енергетската криза, која еве веќе година и повеќе е на територијата на целиот европски континент. Покрај овие 80 милиони евра, значи најавени се и дополнителни околу 500 милиони евра како помош во делот за целиот Западен Балкан, во делот на инфраструктурни проекти, меѓутоа проекти поврзани со енергетската ефикасност, обновливите извори на електрична енергија и на енергија во целост, но и исто така и во делот на гасна инфраструктура и во енергетска инфраструктура во целост, со кои сигурен сум дека ќе се зајакне сигурноста и безбедноста во делот на енергетската стабилност, набдување со енергија во регионот, но и ќе се добие поголема независност во делот на снабдувањето со енергија од, да кажам, другите земји во регионот, односно од Русија, па и од останатиот дел од светот и Европа. Господин Миновски, директорот Ковачевски, минатата недела во Трилинг со оптимистички најави дека трите блока во РЕК Битола се функционални. Всушност, РЕК Битола го покрива 65% од потребите. Дури во случај на предвидливост, може ли да издржиме на предизвиците? Видете, мора да сватиме дека АДСМ во претходниот период го понесе најголемиот товар во делот на енергетската криза во нашата држава. Во однос на најавите дека ќе работат трите блока, кога директорот Ковачевски тоа го најавува, мора да му веруваме во таа негова изјава. И јас се надевам дека ќе смогнат сили сите вработени во рамките на таа компанија да ги оспособат сите три блока да може да работат, да произведуваат електрична енергија, меѓутоа не се само трите блока од РЕК Битола во рамките на АДСМ. Тука е и ТЕЦ Осломеј, тука е и еве во поново време и Неготино, термоелектраната во Неготино, но и хидроенергетскиот потенцијал. Јас се надевам и мислам дека во текот на следнава зима ќе успееме да произведеме онолку електрична енергија колку што ќе бидат потребите на домаќинствата и на малите потрошувачи, што е обврска на АДСМ како компанија. Но што станува со големите потрошувачи? Стопанството чека инекција, особено во делот, односно помош во однос на високите или енормните суми на цена во однос на енергијата. Еве со оваа помош од страна на Европската унија, која беше дадена сега, и со дополнителни средства кои се надевам дека ќе бидат обезбедени во наредниот период од буџетот, дека ќе се помогне на стопанството да ја преброди оваа енергетска криза. Исто така сакам да напоменам дека веќе цените на електрична енергија на европските берзи, на берзите во регионот, не се така високи како што беа во претходните 3-4 месеци на ниво од 500 и 600 евра. Сега веќе се намалени. Како го коментирате фактот што одеднаш драстично падна цените на светските берзи на нафтата? Сето тоа е резултат на големите количини на газ во, да кажем, во претходниот период што се обезбедени од страна на Европската унија и на државите во Европа. Значи да не заборавиме дека претходно беше најавено дека очекувањата на европските земји
се резервоарите за газ што ги има во самата Унија ќе бидат полни на едно ниво од, да кажеме, 80%. Меѓутоа тоа се зголеми на ниво 95%, а се обезбеди течен природен газ, LNG. Еве веќе читаме по разни медиуми дека бродови со LNG веќе чекаат да се, да кажем, истовари тој природен газ, односно да се искористи, да почне да се користи. Така да количините на газ кои во изминатиот период беа обезбедени во рамките на Европа придонесоа да се намали како цената на природниот газ, така и цената на електрична енергија на околните и европските берзи. Македонија во канџите на енергетската криза, според енергетската стратегија за период 2020-2040 година се гледа дека државата снимала јаглен за рек Битола, кој од технички аспект веќе е доста амортизиран, зашто се доведовме или за да не ве навраќам како што правевме мобет кон минатото, што би било најбезболно решение во вакви околности? Во делот на енергетиката, во изминатиот период, јас сум сведок дека имавме неколку многу убави стратегии, поздравени од сите релевантни институции во државата, во Европа, во светот и така натаму. Меѓутоа, за жал, никој, односно многу малку, тие енергетски стратегии се следеа од енергетските авторитети во државата. Односно, многу малку се инвестираше во делот на енергетиката. Во наредниот период, многу клучно е да се направи една стратегија, нова стратегија за развој на енергетиката, бидејќи оваа стратегија, како што кажавте, во 2020 година и се однесува за периодот 2020-2040 година. Во 2020 година немавме таква енергетска криза како што имаме денеска и нормално работите во енергетиката се драстично променети. Ние живееме во едни нови енергетски времења. Времења кога се она што беше претходно нормално веќе во овој период е, да кажам, ненормално. И мора да се прилагодиме на новите предизвици и на новите трендови во делот на енергетиката. Тоа значи дека мора да се насочиме кон обновливи извори на електрична енергија, кон зелена енергија, но при тоа да водиме сметка и за, да кажам, балансирањето, односно потребата од баланс на енергија во електроенергетскиот систем во делот на електричната енергија. Да кажам, направиме новите гасни коридори, како што е, да кажеме, интерконекторот со нашиот сосед Грција, да се вклучиме како што се вклучивме во проектот во Александрополи. Бидејќи со тоа го диверсифицираме нашето снабдување со природен газ и овозможуваме да не бидеме зависни од еден извор, односно да имаме други дополнителни можности кои ќе ни дадат поголема слобода, поголема сигурност и поголема стабилност во делот на енергетиката. При тоа, значи како што кажав и претходно, таа нова стратегија треба да ги вклучи сите чинители во општеството. 3 понуди до ЕСМ за набавка на газ за скопските топлани. Дури ако не се постигне договор во однос на понудите кои се стигнати до ЕСМ, надлежните тврдат дека ќе се користи во тој случај дизелот. Дали тоа е решението? Јас мислам дека решението не е тоа. Мислам дека сепак природниот газ како еколошко гориво треба да се користи во овој период нареден за производство на топлинска енергија. Меѓутоа, доколку нема никаква можност за да нашата држава се снабди со природен газ, ние немаме резервоари за природен газ, тогаш за производство на топлинска енергија во градот Скопје потребно е да се најде решение. Единственото решение е користење на мазут или дизел. Мазутот доколку се обезбеди, тогаш веќе во тие топлани е инсталирана опрема која може да се користи, која овозможува користење на мазут. Меѓутоа, доколку не може да се најде ниту мазут, тогаш дизелот е алтернатива за сите овие, да кажам, извори на енергија. Господин Миновски, речиси често пати се навраќаме кој е виновен за оваа состојба, бараме алиби секогаш во претходните гарнитури, во претходникот и така натаму. Но што би било најбезболното решение за да го премостиме овој кризен период и конечно да не бидеме како држава увозно зависни? Значи, како што кажав и претходно, потребно е да ги определиме клучните приоритетни проекти во делот на енергетиката во наредниот период. Сите ги знаеме. Чебрен проектот
понатака дополнителни пумпно акумулациони електрани како гасот како транзиционо гориво во делот на производството на електрична и топлинска енергија. Меѓутоа и големи инвестиции во делот на обновливите извори на електрична енергија. Господин Минуски, колку години веќе зборуваме за Чебрен, па и за Галишта? Се согласувам максимално, меѓутоа мора еднаш да го почнеме тој чекор и мора да го изработиме тој проект. Бидејќи тој проект ќе биде столб на енергетиката во наредните години. Дали некој свесно го обструира овој проект? Па не би рекол. Не, мислам дека не. Доколку секој си ја сака државата, не би го обструирал овој проект. Не верувам дека има во државата луѓе кои не ја сакаат. Препознавате ли дека во оваа енергетска криза одредени компании кои се занимаваат со струја профитираат на грбот на граѓаните, па и на одредени компании? Па немам слушнато дека некој профитирал во оваа енергетска криза во делот на енергетиката. Мислам, одредени компании веројатно имаат поголема заработка во делот на поради цените, поради високите цени. Меѓутоа, не можам да посочам дека некој профитирал од оваа енергетска криза. Колку инвестиции, колку фотоволтаични плантажи, за колку време би можеле да бидат поставени за да можат да помогнат во справувањето со кризата? Во делот на фотоволтаичните електрани, сакам да истакнам дека првенствено треба да се даде можност поставување на фотоволтаични електрани на домаќинствата и на индустријските објекти кои имаат одредена потрошувачка на електрична енергија. Секој оној што троши електрична енергија треба да си постави колку што може фотоволтаични електрани на својот кров, односно на објектот каде што има таа потрошувачка. И при тоа треба процедурите да бидат олеснети максимално, посебно во делот на енергетска во овој период кога имаме енергетска криза. Значи, но тука заглавуваме најчесто во бирократско-административните лавиринти. Па, предходната недела се промени законот за градба, каде што се овозможи поставување на фотоволтаични електрани на домовите и на помалите индустријски објекти со поедноставена процедура, со основен проект, само известување до општината и така натаму. Меѓутоа, мислам дека треба да се поедностави таа процедура, се со цел граѓаните да можат многу едноставно да ги реализираат своите инвестиции во делот на поставување на фотоволтаични електрани. Тие фотоволтаични електрани многу ќе придонесат пред се за поголема независност на нашите домаќинства, за нашите индустријски капацитети, затоа што ќе ги намалат потребите од електрична енергија, ќе го намалат притисокот на ЕСМ како столб на енергетиката во државата, а со тоа ќе ги намалат и потребите за увоз на електрична енергија од надвор. Дополнително сакам да напоменам дека потребни се вложувања во делот на фотоволтаични електрани, исто така и на другите места во државата, како што се, например, на земја поставување. Меѓутоа, треба да се внимава во делот на каде се поставуваат тие фотоволтаични електрани. Да не се поставуваат на земјоделски земјишта од прва, втора и трета категорија, затоа што тоа, ако сега во моментов имаме криза за енергија, во наредните години ќе се појави криза и за храна. Да не се доведеме во ситуација да решиме еден проблем, а да не се појави дополнителен поголем проблем. Значи, мора да најдеме некој решение во тој дел. Да се поставуваат фотоволтаични електрани на категории на земјишта кои не се толку плодни, да кажам, четврта, пета, шеста категорија. Да се овозможи поставување на агрофотоволтаици, производство на храна, но производство и на електрична енергија над тој земјишен простор. Значи, сите оние иновативни решенија во делот на балансирање, складирање на енергија, да се поедностават сите тие процедури и да се стимулираат граѓаните во делот на инвестиции, во делот на складирање на енергија во наредниот период. Северна Македонија е умерено подготвена во областа на енергетската политика. Има ограничен напредок со усвојување на Националниот план за енергија и клима и инвестиции во соларни електрани. Земјата треба да ја забрза својата транзиција кон обновливи извори и значително да ја намали зависноста од газ, се наведува во извештајот на Европската комисија за напредокот на државата. Колку ние знаеме да ги прочитаме и да ги препознаеме овие пораки од Брисел, а при тоа и брзо да реагираме? Па јас мислам дека енергетските авторитети во државата треба да ги имаат прочитано овие пораки од Брисел и нормално да се насочени кон нови инвестиции, како што слушнавме во претходните изјави од и владините, и владата, да кажем, и другите енергетски авторитети во самата држава,
веќе ги препознаваат и овозможуваат се поголеми инвестиции во делот на обновливите извори на електричната енергија. Зависноста од газ, извинете, да е наведена овде, меѓутоа веќе како што кажав и претходно се работи на нов проект во делот на интерконектор со Република Грција, каде што ќе може да се снабдува нашата држава со газ и од други земји, не само од Русија. Тој гасовод исто така како што Кога би можело реално да очекуваме интерконекторот со Александрополис да биде функционален? Па јас очекувам некаде после 2025 година да биде во функција. Што до тогаш? До тогаш останува онаа конекција која имаме до сега и да кажеме да се најдат можности да се искористи некој дополнителен капацитет. Тој капацитет е максималниот капацитет на тој интерконектор е 800 милиони нормални метри кубни годишно, со можност да се зголеми на 1200 милиарди, на 1,2 милиарди, извинете. Веќе има реакција од европските престолници за увезениот течен газ во САД. Дали војната ќе ги отвори замрзнатите извори на газ? Во моментов, како што кажавте, не постои само војна во Украина, него постои една енергетска војна. И таа енергетска војна трае веќе неколку години. Односно, гасот и енергенсите почнуваат да се користат како средства за војување. И нормално е сите држави да бараат начин за да се борат на својот пазар, да кажеме, и за да може да ја пребродат таа војна енергетска. Упатените велат дека штом цените ќе пораснат, говорам на енергенсите нагоре, тешко е дека потоа би може повторно да се вратат на старите цени, условно да кажем. Па јас не очекувам дека ќе се вратат цените на енергенсите на некое ниво како што беа пред војната агресија во Украина. Меѓутоа, мислам дека ќе се задржат на едно ниво од 100 до 200 евра за мегават час електрична енергија и некаде гасот ќе се движи во некој ранг од 500 до 600 долари, па може би $1000 за 1000 нормални метри кубни во наредниот период, краткорочен да кажем. Ќе биде подносливо да се... Сето тоа ќе влијае многу на економијата и многу на економските движења во Европа и посебно во светот. Како ќе се одрази врз стопанството? Па нормално е да ги зголеми цените на продуктите што се пласираат од страна на стопанските субјекти. Нормално е да влијаат на профитабилноста на самите компании, така да веројатно стопанството ќе реагира со повисоки цени, а тоа ќе предизвика дополнителни ефекти врз целокупната економија во Европа и кај нас. Господин Миновски, на крајот нема да ве прашам дали сте оптимист или песимист, но зошто и дали воопшто доцна реагиравме со одредени постапки во менаџирањето со енергетската криза? Можевме ли да ја пресретнеме? Знаете како, после војна сите се генерали. И после војна секој знае како требало да биде решението. Во делот на енергетиката и во делот на енергетската криза може би можело да се насети дека ќе има одредени движења, меѓутоа да се осети и да се знае дека ќе има вакви последици во делот на енергетиката, не верувам дека некаде во Европа постоел некој човек што ги предвидел во целост сите овие активности. Мислам дека до некаде успешно се справуваме со енергетската криза. Дали можевме подобро? Можевме подобро. Меѓутоа во тој момент веројатно тие биле информациите што биле достапни за енергетските авторитети и одлуките што ги превземале согласно тие информации, тие податоци и капацитети што ги имале. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше професорот Драган Миновски, поранешен директор на АД ЕСМ. Државите што минуваат низ етапата на транзиција, главно лоцирани се во југоисточна Европа. Повеќе од 3 децении се детектирани како извор на сивата економија, криминал и корупција. Последните примени членки во Европската унија беа Романија и Бугарија. Тие денови се соочени со холандско вето за влез во Шенген зоната поради корупцијата и регистрираниот организиран криминал. Професор Татјана Дронзина е професор на Софискиот универзитет Свети Климент и Охридски.
таа во исто време и дел од Институтот за организиран криминал, за кризен менеджмент поточно. Господја Дронзина, Бугарија речиси 2 децении е членка на Европската Унија. Во речиси првите неколку години од членството се соочуваше со драматични случаи со организиран криминал и корупција, дури земјата беше под подлог мониторинг. Каква е денешната слика во Бугарија? Би било лъжа да кажа, че сме се справили изцяло с корупцията, но вече ги няма драматичните случаи, за които вие говорихте. Беше прието едно законодателство и различни закони бяха променени, които до голяма степен препятстват извършването на корупцията, но вие самият знаете, че установяването на корупцията е много трудна работа и много труден проблем. Ето защо аз бих казала, че напоследък имаме драстични случаи, които са не толкова на корупция, колкото на лошо използване на еврофондовете, например като некачествено строителство на магистрали или некачествено строителство на различни други съоръжения, което отново предполага лошо използване на еврофондовете и може би корупция, защото навярно част от тези средства са присвоени. Но за сметка на това вие пък виждате, че имаме един бурен политически живот с много избори, които не позволяват на една корупционна клика да се укрепи. Опозицията винаги е на страната на разкриването на корупцията, така че може да кажем, че многото избори имат и една добра страна, а именно не може да се установи една корупционна клика, която да се установи за години и да се укрепи за години в държавния апарат. Брисел ги замрзна на одреден период европските фондови токму поради детектираните слабости и во делот на корупцијата и криминалот, но споменавте дека многу често во Бугарија се менуваат владите. Дали е тоа резултат на спрегата меѓу подземјето, политичките елити и судството? Няма съмнение, че сенчестите елити и връзката им с политическите елити имат нещо общо с цялата тази работа. Аз обаче бих го отдала по-скоро на един друг фактор, а именно на липсата на консенсусна култура на българските политически партии и парламентарно представени политически сили. Културата на преговорите е нещо, което се изгражда в продължение на десетилетия и както вижда се, оказа се, че в България ние нямаме. Но ние не сме единствени уникален случай в Европа. Спомнете си колко пъти ходиха на избори испанците и ще видите, че и в други страни на Европейския съюз културата на преговорите и културата на коалициите липсва. Така че аз по-скоро бих очертала като едно голямо предизвикателство пред българското общество и пред българските политически сили изграждането на културата на консенсус, изграждане на културата на коалиции, изграждане на културата на компромиси, нещо, което очевидно ще ни бъде необходимо нататъка. Българският избирател това каза. Искаме да управлявате в коалиция. Политическите сили казват, не, няма да управляваме в коалиция и от тук идват колизиите, т.е. проблемите, които вие виждате в българското общество. Како да се сузбие криминалот кој станува очигледно главен проблем не само на земјите претенденти за членство, туку и на земјите кои веќе се дел од европското семејство? Да, за голямо съжаление, всичко, което видяхме през последните години, включително и ние документи, които изтекаха от Лики, вие си спомняте, ни показаха, че световната икономика е затънала в корупция и при което това не са само бившите социалистически страни. Освен това, ние говорим в момента за корупция, но нека си спомним, че когато Италия в началото беше приета в Европейския съюз, те също вместо да гледат телета, си рисуваха телета от картон, защото така беше по-евтино. Ето защо аз мисля, че ние имаме нужда, всъщност вече имаме едно добро законодателство, но от тук нататък имаме нужда от една гражданска култура, която гражданска култура да каже не на корупцията, която да проявява нетърпимост към корупцията. Бугарија е центарот на руското разузнавање за регионот и дека оттаму се организира и води хибридна војна на Балканот. Дали постои спрега меѓу старите и новите разузнавачки оперативци?
България е център на хибридните войни, хибридните атаки и подривната дейност, да го кажем така, срещу останалите балкански страни и срещу, в това число и срещу Македония. Вие знаете, че България не отдавна изгони едно голямо число служители на руското посолство и за това бяхме осъждани от кого ли не, бяхме заплашвани от Русия, бяхме заплашвани с какви ли не мерки, но българското правителство показа твърдост в тази насока, твърдост, която аз му пожелавам и в други насоки, защото не във всички насоки проявява такова постоянство. И в крайна сметка нещата може би станаха по-добри, защото откакто ги няма въпросните служители, които бяха няколко десетки, като че ли руската хибридна война позатихна, което не означава, разбира се, че е спряла, защото и в последните седмици ние сме свидетели на една хибридна атака срещу България, а именно чрез замесване на нейното име в експлозията на Керченския мост. Едно абсолютно незаконно съоръжение, което против волята на Украйна свързва част от Украйна, т.е. Крим е част от Украйна, с територията на Русия. Во Софија подолг период ги нема оние драматични слики на ликвидација на бизнесмени, политичари. Не, това остана в миналото. Имахме... Но како вие би реагирале кога ќе слушнете констатација дека Бугарија е заробена држава? Сега, България е една държава, в която, както знаете, беше близък сателит на Съветския съюз. И за голямо съжаление продължава да бъде едно от най-слабите звена в Европейския съюз поради зависимостта си от Русия. Ние имаме една зависимост от ядрената енергетика от Русия, имаме в областта на нефта зависимост от Русия, имаме в областта на газа зависимост от Русия, т.е. ние сме в една такава блокада. Но аз вярвам, че в момента заедно с Европейския съюз и с диверсифицирането на импорта, на вноса на енергоносители, зависимостта на България от Русия ще намалява. България, да, продължава да бъде зависима, да. Ние продължаваме да имаме руски проксита в България, включително и цели медии, които работят за Русия, защото са платени от нея. Има много свободни пари, които се движат и които свободни пари точно позволяват да бъдат заплащани на тези проксита. Има много хора, които са възпитавани в продължение на десетилетия на преданост и лоялност към Русия, без да си дават сметка, че Руската федерация на Путин днес е нещо съвсем различно от Русия през 1878 година. Почитаме ви, следите разговор со професорката Татјана Дронзина од Софискиот универзитет Свети Климент Охридски. Професорке, малку ќе се префрлам на македонско-бугарските односи. Како вие ги доживувате и ги коментирате овие топло-ладни пораки на релација Скопје-Софија? До кога Бугарија ќе води ваква политика на тврда позиција, или ќе ги прифатите условите на Софија, или нема зелено светло за отворена врата на Северна Македонија кон Европската унија? Ще ме прощавате, но аз не бих поставила задачата, този въпрос точно по този начин. Истината е, че от евроинтеграцията на България и на Македония и от добросъседството на България и на Македония има кръгове, както във вашата, така и в моята страна, които губят. И тъй като вероятно ще ме попитате кои са тези кръгове, аз ще го кажа направо. Това са кръговете, които са свързани с бившите комунистически елити. Това са кръговете, които са свързани в момента с Русия. Това са кръговете, които са свързани с корупцията. За съжаление и България и Македония в момента изживяват ситуация, в които се разбуждат най-примитивните инстинкти на двата народа, би го нарекла по този начин. Аз мисля, че отношенията между България и Македония имат една формула и трябва да имат една формула. Ние имаме общо минало, имаме различно настояще и ако е рекал Господ, ще имаме споделено бъдеще в Европейския съюз. И освен това бих добавила и още нещо. От липсата на евроинтеграция
страда както България, така и Македония. Всеки, който познава публичния живот в България, знае много добре, че аз съм един от яростните противници на това да бъдат съставени българо-македонски исторически комисии. Защо съставяме исторически комисии? Ние спорим за Самуил и за Гоце Делчев, докато пред очите ни расте едно поколение, което точно след 10 години, ама хич няма да се интересува дали Гоце Делчев и Самуил са българи, македонци или са марсианци. Расте едно поколение, което ще иска широколентов интернет, което ще иска да пътува в света, да получава добри пари и да стига до 4 часа до черноморските курорти или респективно до Охридското езеро. От тази гледна точка бих казала, че аз бих се радвала да съставиме комисии, които са свързани за развитие на инфраструктурата между България и Македония, комисии, които биха обсъждали подобряване на интернет връзките между България и Македония, комисии, които са свързани с обсъждане на климата, защото промените на климата са голямо предизвикателство и пред България, и пред Македония, а не да съставяме исторически комисии. Професор Дронзина, пред година и половина имате изјавено за бугарски медиум дека Бугарија речиси 3 децени не успеа да ги каже своите јасни позиции и да каже што всушност бара од Македонија. Точно така. И продължавам да мисля, че е така. България всъщност трябва да каже ясно какво иска от Македония. И да го каже по един начин, по който е разбираем и за македонците, и за Европейската комисия, и за всичко останало, и за всички останали. Аз не мисля, че точно това, което е формулирано като в момента от правителството, е онова, което касае жизнени интереси на българите и на македонците. На македонска територија, но и на бугарска територија овој период се отвараат културни центри. Кој кого провоцира со ваквите постапки? Аз отказвам да коментирам тези случаи и ще ви кажа защо. Защото това не е истинското отношение на българите към Македония, нито на македонците към българите. Истинското отношение на българите към Македония, когато ходя по македонските улици и хората ме поздравяват и ми се радват, когато аз се радвам на македонските си гости, когато говорим с вас без преводач, когато студентите ни работят заедно, когато харчиме заедно пари и когато заедно се виждаме. Това, което се случва с актове на изолирани, вандализирани групи от вандали и хулигани, които желаят да станат известни за чужда сметка. Т.е. за сметка на проблемите, които се появяват в нашите отношения. Има си македонска нация, има си македонски език, има си македонски идентитет. Македонска идентичност, да го кажем както се казва на български, но вие ще го разберете. Както аз казах, формулата ни, работещата ни формула, имали сме общо минало, имаме различно настояще и трябва да го признаем. Да, имаме всички тези факти. Надявам се, че всичко това няма да ни бъде пречка, за да имаме споделена европейска идентичност в бъдеще. Благодарам за издвоеното време. И аз благодаря за възможността. Пожелавам на всички ви живот и здраве. Почитувани речи, следете разговор со универзитетскиот професор од Софискиот универзитет Свети Климент Охридски, професор Татјана Дронзина. Во држава со висока корупција, како по износ, така и по бројот на актерите на политичката сцена. Секогаш го реактуализира комплексното прашање. Кој и колку краде? Но и малите деца веќе знаат дека ние сме детектирани како држава на општ грабеж. Секој секому нешто должи, секој наоѓа начин нешто да украде. Може би понекогаш несвесно, но некогаш свесно. Последната афера која е обелодени ВМРО ДПМН го реактуализираше прашањето околу носењето на закон за имот, за потекло на имот. Дали има потреба по секоја цена да се донесе закон за потекло на имот или постојат и други механизми за да се детектира евентуалното прикривање на имот? Токму прашањето за фамозниот закон за потекло на имот е едно од тие прашања во кое што пред се треба да констатираме дека досегашната правна рамка, актуелната правна рамка нуди алатки и механизми на кои што може да се утврди потеклото на имотот, односно може за секој еден граѓанин, не само за избрани и именувани лица, буквално секој еден граѓанин да биде предмет на преоценка дали и колку неговиот имот бил зголемен во одреден временски период и дали тоа ги наминува приходите врз основа кои што ги добило тоа лице
за дали истото треба да биде предмет на дополнителна оценка од страна на органите. Кога веќе ги имаме тие механизми кои што ги нуди пред Законот за спречување на корупција и суди на интереси и дополнително Законот за персонален данок, треба да видиме зошто до сега органите не постапиле по истите, односно што недостасува во тие конкретни алатки и механизми и дали тие треба да бидат предмет на процена или треба да биде предмет нов закон. Препознавате некаков пропуст или свесно затајување? Потврдат ли институциите во овој дел? Институциите пред се треба да ја сватат сериозно, многу посериозно улогата која што имаат кога станува збор за спречување на корупција. И треба да се детектира дека во таа опсек на институции не е само надлежна Државната комисија за спречување на корупција. Имаме корпус на институции кои треба заеднички во тој еден унифициран систем да соработуваат, да имаме проток на информации кои што ќе овозможат на многу поедноставен начин да се спроведуваат процесите и постапките. Оно што можев да забележам денове, првата реакција е, па добро, го прител имотот, за него ќе му се изрече казна од 150-300 евра. Но дилемата е што е за еден бизнисмен или политичар ако заработува годишно или месечно, да речеме, по 5000 евра да издвои 150 или 300 евра. Ќе плати казната и животот продолжува понатаму. Интересно е што секојаш се става акцентот на избрани именувани лица, нели бизнисмени, функционери, треба да гледаме пошироко. Значи, законодавството што ни го дава, сегашното законодавство, ги опфаќа секој еден граѓанин. И тука треба ние да разграничиме дека овој начин на пријавување на имотот, пријавување на тоа дека има некој енормно зголемување на својот имот визави своите приходи, еднакво треба да важи како за секој едно избрано именувано лице, така и за секој еден граѓанин. И гледано од овој аспект, треба да се направи, да се разграничи што точно ние во иднина би сакале и да постигнеме со тој конкретен закон за потекло на имот. Бидејќи од сите оние што ги имавме кажувања во минатото во јавноста пред година дена, очигледно беше дека интенцијата на законското решение, предлог законското решение, би било повеќе во насока на репресија, односно конфискација на самиот имот. Дали ние сакаме повеќе да одиме кон конфискацијата или сакаме пред се да го обезбедиме оној превентивниот механизам, да се обезбеди свесност кај граѓаните за тоа дека не треба имотот да биде прикриван, дека имотот треба да биде соодветно пријавен согласно анкетните листови во Државната комисија за спречување на корупција. Дали со обелоденувањето на аферата од страна на ВМРО ДПМН тоа е всушност суевиден трик за одржливост на опозицијата во некаква битка за превласт со текот на времето, или препознавате можеби скриен дил помеѓу власта и опозицијата? Не би сакала да навлегувам во тоа дали има скриени позадини. Сметам дека е добро во едно развиено демократско општество да имаме обелоденување на незаконско дејствување на било кое лице, дали од власта, дали од опозицијата, и доколку истото се покаже низ процедурите на органите на управата, како точно истото нели да биде соодветно санкционирано. На крајот на денот тоа е и целта на јавното обзнанавување на некои било какви казневи кривични дела. Така да насоката е на тоа дека кога веќе имаме подопрен глас нели во случајот обелоденување на вакви случаи, органите ги превземат соодветни действија за да се докаже колку се тие исправни или не се. Оно што помалку изгледа симптоматично, се обелоденува афера во која главни актери во главном се луѓе од актуелната политичка елита, а не се споменуваат политичари или бизнисмени од минатото, односно, да речеме, од претходната власт, кога со државата владееше ВМРО ДПМН. Што станува со имотите на Груевски, Мијалков? Не ви изгледа помалку симптоматично? Ќе се навратиме вали на претходното прашање со самиот одговор тука, дека политичките превивања посекако може да влијаат во делот на борбата против корупцијата и борбата против корупцијата како прашање е секогаш прашање кое што добива
на многу поени кај политичките партии и затоа флоскулата борба против корупција, добро владење, развивање на демократијата можеме да видиме кај сите политички партии, особено нели во кампањите кога ги спроведуваат. Но тоа на што ние по секогаш апелираме е колку таа декларативно изразена политичка волја реално можеме да видиме во пракса. Ние многу често, тоа го препознаваат и меѓународните институции, ние сме добро прифатени во делот на тоа дека имаме добра законска правна регулатива за одредени прашања, особено за прашања кога стануваат за борба против корупција. Но во делот на имплементација некако успеваме секогаш да паднеме. Зошто кај нас се доведовме до состојба дека неказнивоста станува модел на владење? Тоа и ние како МЦМС го имаме детектирано во сите наши анализи, именно редовно спроведуваме проценка на степенот на корупција во кој што се констатира дека неказнивоста е на многу високо ниво и тоа е перцепцијата исто и на граѓаните. И тоа се покажува и низ статистиката на бројките на кривични дела кои што се завршени со санкции во делот на корпусот на кривични дела поврзани со корупција. Неказнивоста, на жалост, колку и да ние зазбориме дека пред се треба да работиме на превенцијата и репресијата идат рака под рака, што кај нас некако не успеваме да го докажеме. Пред се ние имаме проблем во судскиот систем, начинот на функционирање на правосудниот систем и дека од тука треба да се започнат со значајни реформи кои што очигледно многу тешко било која власт во општество решава да ги превземе, кои што би довеле реално до некаков позитивен исчекор во делот на репресија, односно казнивост во делот на борба против корупција. Камиловска, со законот за потекло на имот се предлага секој граѓанин да докажува како стекнал над 30.000 евра годишно, иако банките се должни да алармираат, да алармираат финансиската полиција за секој влог, доколку во оној момент кога ќе евидентираат некаква трансакција на сметките на одредена личност. Дали целта на законот е да се конфискува имотот надвор од кривична постапка, односно во граѓанска постапка, дали е целта да превенираме затајување на стекнатиот имот, односно да се прикаже потеклото на имотот, кој ќе го имплементира понатаму законот, како ќе се врши проверката на потеклото на имотот, кој ќе го врши тоа, како таа надлежна институција, која и да биде во иднина, ќе биде поврзана со останатите институции. Ако имаме во предвид дека во сегашниот закон за спречување на корупција и судебни интереси, тоа законско решение донесено во 2018, започнато е да се имплементира во 2019. Таму е задолжително да Државната комисија за спречување на корупција се поврзе со други 16 институции во државата во еден унифициран систем, од каде што ќе може да ги црпат секојдневно информациите. Тоа се уште не е обезбедено. Имено токму во делот на борба против корупција ние 10 години имавме законско решение кое што воопшто не беше имплементирано. Тоа е законот за лобирање. За после 10 години од негова имплементација да се донесе нов закон за лобирање во повеќе или помалку истата форма која што беше и дотогаш, кој започна со имплементација сега во јуни 2022. Да дојдеме за година дена од сега повторно да разговараме, ќе видите дека и повторно тој истиот закон нема некоја да има голема имплементација. Затоа ќе се вратам на првото. Пререгулација не представува и позитивен исчекор во борбата против корупција. Камиловска, во кај македонските граѓани очино најчесто се политичарите, нивните имоти, меѓутоа помалку настрана како да ги забравивме бизнисмените, банкарите, каде што сме свидоци дека имаат своји хациенди надвор од границите на Македонија. Купуваат куќи во Грција, Бугарија и така натаму. Дали преку овој модел на вложување или изнесување на средствата надвор од државата се прави обид за прикривање на имотот? Интересно е што државата веќе има регулирано, го има сето ова регулирано. И ги има алатките, ги има механизмите и за ова прашање да може да го спроведе ако сака. Им се прогледува низ прсти? Па можеме да кажеме, дали ќе кажеме им се прогледува низ прсти или ќе кажеме повторно дека институциите ги немаат соодветните капацитети за да ги спроведат до крај постапките. Тоа се двете страни нели на дискусијата, но се сведува на едното истото дека неказнивоста е повторно
еден од основните парадигми кои што ги имаме, дека борбата против корупцијата се докажува на крајот со репресијата, односно со самата казнивост. Не можеме да прејудицираме на кој каков начин овие физички лица кои што не се избрани или именувани го стекнале својот имот, но факт е, и тоа го констатираат и дури и меѓународни инструменти како што е УНКА конвенцијата, односно Конвенцијата на Обединетите нации за борба против корупција, каде што еден голем сегмент е токму наменет за приватниот сектор и како треба да биде поставеноста на приватниот сектор во борбата против корупцијата, имајќи во предвид дека го смета како значаен чинител од една страна, но од друга страна и засегната страна во процесот на креирање на политики за борба против корупција. Така да треба да ги гледаме од двете страни приватниот сектор. Но имајќи во предвид дека Македонија ги има имплементирано сите овие меѓународни документи, ги има ратификувано, се вршат мониторинг, евалуации на самите тие инструменти. На нас е да креираме плодна почва за нивното имплементирање, а плодната почва за креирање, за имплементација на сите тие механизми е ништо повеќе или помалку политичка волја од сите чинители, не само од власта, буквално од сите чинители кои што креираат некаква политика во државата. Значаен дел од криминално стекнатите пари завршуваат со инвестиции во акции во домашните фирми, каде според одредени податоци до 15% од акциите се на анонимен доносител. Не се објавуваат на берза и немаат ни обврска. Како вие ова го толкувате? Тоа се некои правни празнини кои што постојат и на кои што институциите треба да направат процена на влијание на регулативата и каде токму треба да имаме унапредување на истата. Кога имаме ваква недореченост, таа треба да се исправи, односно треба да се најде модул како тоа ќе се провери. И кога веќе го имаме овој процент, што е фрапантен, имаме можност на неколку институции, вклучувајќи и Државната комисија за спречување на корупција, да предложи соодветни измени во законската регулатива кои што ќе допринесат да се, односно ќе оневозможат оваквите недоречености да продолжат и да бидат злоупотребени од страна на физички лица, односно од страна на граѓаните во целост. Тоа претпоставуваме рецевенте останато е нешто од минатото кое што се проткајува низ годините и кое што до сега не било толку алармантно, но со ваквите извадења на случаи кои што може да допринесат и во позитивна смисла на унапредување на одредена состојба, е токму оваквото некое прашање кое што треба да биде предмет на анализа и навистина треба да биде предмет на понатамошно разгледување за негово напредување. Антикорупцијска инсистира да се донесе законот за потекло на имот. Ова постапка започна чинам во 2021, уште во времето кога вице-премиер за борба против корупцијата беше Јупчо Николовски. Но дали со носењето на овој закон ќе се дојде до, условно кажано, до ефикасни решенија или повторно ќе се заобиколуваат одредени области каде што ќе може да се натаму да се прикрие имот, данок? Со оглед на фактот дека и сега истото се случува, при постоење на алатки и механизми кои го овозможуваат потеклото на имотот да се провери, сметам дека носењето на новото законско решение, само колку за да се донесе нов закон, само по себе нема да ја унапреди во ниту еден поглед борбата против корупцијата во државата. Значи, повторно треба да се вратиме на тоа, треба да се направи проценка на влијание на таа регулатива. Што реално тој закон ќе овозможи, што сега го немаме во моменталната правна рамка. Кога ние ќе го имаме тој податок, ќе можеме со многу поотворени карти да играме колку реално нас не треба ново законско решение. При оптоварувањето со закони не представува унапредување на самата состојба, односно унапредување на владење на право, унапредување на позициите за борба против корупција. Така да, самиот закон сам по себе дополнително може да го оптовари системот, а не да го унапреди. И кога ќе се размислува за носење на нови законски решенија, треба да се веќе направи анализа што е тоа што го имаме, што е тоа што го немаме и каде точно да се интервенира. Особено ако имаме во предвид дека носење на ново законско решение во системот во кој што ние функционираме во моментов, со собрание кое што реално и не е најфункционално, има свои пропусти во работењето, со непостоење на обединетост помеѓу партиите за прашања кога станува за борба против корупција,
можеме на крај дури да очекуваме дека ќе биде предмет на политички превивања и преговори. Ви благодарам за гостувањето. И благодарам на повикот. Представете, че тоа беше Снежана Камиловска од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Со избувнувањето на војната во Украина, руската пенетрација на Балканот станува се позасилена. Особено тоа е доказ и показ во Србија. Србија веќе неколку години преговара со Европската унија, но тешко тече отворањето и затворањето на поглавијата со Брисел. Започна процесот на отворен Балкан. Во меѓувреме, земјите кандидати се обидуваат да ги усогласат домашните законодавства со европските. Како Србија се справи со борбата против корупцијата? Дали Европската унија има двојни аршини кон земјите од Западен Балкан? Во наредните минути следува разговор со Јелица Минич од Европското движење во Србија. Дали украинската криза ќе биде доволен мотив Европската унија да го забрза процесот на проширување со земјите од Западен Балкан? Pa to je dosta upitno. Jedni smatraju da to može da se desi, pogotovo što je ponuđen jedan novi okvir, jedan novi instrument u saradnji Evropske unije sa susedima, to je Evropska politička zajednica. Pregovori su zamrznuti sa Turskom, sa Ukrajinom i zapravo je priča tek pokrenuta i vidjet ćemo koliko će taj dodatni mehanizam da podrži dosadašnji proces proširenja ili će da ga na neki način razvodni, jer tu ima mnogo zemalja koje sa istoka Evrope koje takođe imaju aspiracije u perspektivi da li da uđu u punopravno članstvo ili da se mnogo tešnje povežu sa Evropskom unijom. Кога се промовираше идејата за Европска политичка заедница, првите коментари беа во јавноста и меѓу земјите од регионот дека тоа е уште еден обид Западниот Балкан да се трне настрана на одреден период и дека всушност тоа е уште еден показател дека кај земјите членки не постои расположение за забрзување на процесот на проширување. Што вие мислите? Pa nažalost, prema onome što se u praksi odigrava, čini se kao da je Zapadni Balkan u izvesnom smislu sve dalje od Evropske unije. Jer u početnom periodu taj proces je imao zamah, postojao je veliki entuzijazam u regionu. Evropska unija je pokazivala znake da zaista želi da zemlje regiona uđu u Evropsku uniju, pokrenuti su pregovori prvo sa Crnom Gorom, potom sa Srbijom, ali onda je proces za ostale, na primer Makedoniju i Albaniju, se jako dugo u vremenu razvukao. A opet Crna Gora je ušla u probleme političke na domaćoj sceni. U Srbiji se uopšte ne vidi entuzijazam. Srbija nijednog trenutka u poslednjoj dekadi, u poslednjih 10 godina, nije pokazivala izraziti entuzijazam i jasno dnevno opredeljenje ka Evropskoj uniji, nego je stalno tu bilo trgovanje sa odnosima sa Rusijom, sa Kinom, sa arapskim svetom, sa drugim partnerima, jer objektivno Evropska unija zapravo nije isporučivala dovoljnu podršku i evropska komunikacija ka regionu nije bila dovoljno hrabrujuća. Da ne govorim o tome kakva je komunikacija u regionu u odnosu na evropske integracije. Ona je zaista, kako da kažem, u toj meri skromna. Ako se recimo poredi sa stepenom PR-a, komunikacije za otvoreni Balkan, pa to je neuporedivo. Србија и Македонија се чини дека ќе треба да направат големи концесии за да го забрзаат процесот кон приклучување кон Европската унија.
официјален Белград ќе мора да изнеде решение со Приштина, а Македонија после договорот со Грција сега како главен столб на сопнување е спорот со Бугарија, иако започна скринингот, Македонија го започна скринингот за преговори со Европската унија. To je tačno, to su veliki problemi koje naše dve zemlje moraju da reše, ali oni su veoma različiti. Naime, u Evropskoj uniji postoji visok stepen saglasnosti oko toga šta Srbija treba da uradi. I to nije samo Evropska unija, to su i Sjedinjene države i taj pritisak prema Srbiji neće popustiti i taj uslov se neće povući bez obzira na 5 zemalja koje u Evropskoj uniji članica koje nisu priznale Kosovo. To je relikt ratova na prostoru bivše Jugoslavije i tu je teško zamisliti da će se neki veliki ustupci učiniti Srbiji. Situacija sa Makedonijom je drugačija i tu je postojala velika spremnost u Evropskoj uniji da Makedonija mnogo brže napreduje i Makedonija je zapravo bila među bivšim jugoslovenskim republikama koje su dobile status nezavisnih država, bila je najbliža pokretanju pregovora i članstvu u Evropskoj uniji odmah nakon završetka rata. Makedonija je bila daleko ispred svih, ispred Hrvatske. Međutim, taj proces se u toj meri razvukao. Drugo, u sistemu odlučivanja Evropske unije postoji veto. Znači, bilo koja zemlja članica može da taj proces odugovlači i blokira, što se pokazalo upravo na slučaju Makedonije. I to je nešto što se sada u ovim idejama oko Evropske političke zajednice pominje kao jedno od veoma važnih pitanja sistem veto odlučivanja, da se moraju menjati neki konstitutivni dokumenti Evropske unije i da će jedna od prvih stvari biti sistem odlučivanja. Kvalifikovana većina ili mogućnost stavljanja veto na bilo koju odluku Evropske unije. Како го оценувате нивото на земјите од регионот во однос на демократскиот капацитет, спроведувањето на оние европски стандарди на кои постојано алудираат Брисел во делот на доброто владење, борбата против корупцијата и криминалот? Pa ja mislim da mi imamo jedan proces nazadovanja u regionu. U nekim segmentima ima određenog napretka, ali generalno oko vladavine prava i razvoja demokratije i demokratskih institucija i demokratskih procesa, počev od izbornih sistema, izbornih procedura, izborne prakse i tako dalje, mislim da imamo proces nazadovanja i recimo za Srbiju se to vidi na listama raznih međunarodnih organizacija koje prate te procese, vidi se da Srbija nazaduje prema oceni onih spoljnih posmatrača. I u izveštajima o napretku Evropske unije takođe se registruje to nazadovanje u Srbiji. На што се должи руската пенетрација пред се во Србија? Иако српскиот претседател Вучич неодамна беше категоричен дека ја признава украинската целовитост, но јавна е тајна е дека српските власти знаат добро да кокетираат, хипотетички кажано, и со Москва, и со Брисел, и со Вашингтон. Pa ta politika je permanentno dvosmislena. Čim se potez povuče ka jednoj strani, odmah se povuče neki potez koji bi se mogao i drugoj strani dopasti, kolektivnom zapadu ili Rusiji.
Tako da najnovije je to da, na primer, prosto Evropska unija, Brisel, je bio šokiran ovim potpisanim sporazumom između našeg ministra spoljnih poslova gospodina Selakovića i ruskog ministra spoljnih poslova gospodina Lavrova o saradnji i konsultacijama u bilateralnim odnosima i multilateralnim odnosima u spoljnoj politici. To direktno protivreči svemu onome što Evropska unija očekuje od Srbije. Međutim, s druge strane, odmah je data izjava kako Srbija ne priznaje rezultate referenduma u ovim oblastima koje je Rusija u ovom dosadašnjim ratnim operacijama osvojila. To je stalna politika Srbije, stalna dvosmislenost. I Srbija zapravo, za razliku od ostalih zemalja Zapadnog Balkana, na krajnje nezadovoljavajući način prati spoljnopolitičke odluke Evropske unije. Гледавте Трилинг, ви благодарам на вниманието и останете со програмите на телевизија 24. Гледајте не и читајте не на triling.mk. Довидување.